Владее во нашата земја сиромаштија и невработеност. Груевски велеше дека ќе чариме од светската криза. Сега, кога изгубивме, сите вели не бил виновен. Фатила светска криза. Па кој нормален? Кој нормален во време на светска криза се расфрлува со пари за споменици, за скапи кинески автобуси, за астрономски хонорари, за скапа пропаганда и лажење на собствениот народ. Светската криза заврши пред 2 години, а до ден денешен Груевски безсрамно ја префрла вината на сите негови промршувања и лаги на таа иста светска криза. Затоа, најдоброто нешто за кое може да се избориме е заминување на Груевски и неговата фамилија. За да победи Македонија и нашите граѓани, мора да бидеме храбри и да го смениме овој расипнички режим. Ќе се избориме за нашата економска слобода преку политичка поддршка на нашите економски експерти да ја спроведат вистинската програма за благосостојба и просперитет на македонските граѓани. Сега истиот тој Груевски, за да го излаже повторно собствениот народ, упорно ја злоупотребува судбината на Јохан. Обединети за Македонија и Љубе Бошковски ќе покажат како вистински треба да се однесува власта со бранителите и со сите граѓани на Република Македонија. Љубе Бошковски од темните зандани од Хаг донесе меѓународна победа на Република Македонија. Афирмација на Република Македонија. Како правна држава, Македонија како правна држава која функционира според европските стандарди. Што ни донесе Груевски во овие 6 години? Ни донесе лаги, поделби, понижувања, поголема сиромаштија и меѓународни порази на секој план наспроти моите победи. Освен Јохан, во Македонија има уште илјадници бранители кои беа злоупотребени, излажани и понижени од Груевски. Тој прво, како министер за финансии, не сакаше да го стави својот подпис за бранителите, за резервистите, за хероите, за лавовите, за бранителите на Македонија. Го свртува, повторно го свртува вниманието од решавањето на нивните проблеми, на проблемите на хероите на татковинската војна, на бранителите на Република Македонија. Македонска судбина е душманите да не лажат, душмански да не крадат, душмански да не делат, душмански да не затвараат и душмански да ја злоупотребуваат довербата на македонскиот, на својот народ, на граѓаните на Република Македонија. Но, исто така, наша судбина е, како во онаа наша песна, кој душман ќе се појави, ние ќе го победиме, ние со силата на вистината, со силата на аргументот, со нашата... Груевски, не барај душмани во собствениот народ, не барај душмани во политичките противници. Груевски,
Ти си душманот на Република Македонија. Ти, Груевски, душмански ја лажеше Македонија. Душмански ја крадеше Македонија. Груевски душмански ја предаде Македонија и прифати промена на нашето историско, нашето свето име Република Македонија. Ти лажен патриоту. Груевски душмански илјадници граѓани фрли во темнина. Душмански денеска имаме невини луѓе затварани по македонските затвори, само затоа што не мислат како тебе, Груевски. И затоа, почитувани мои браќа и сестри, драги пријатели, ние нема да коалицираме со душманите на Македонија, со предавниците на Македонија, да живее нашата единствена, вечна и безсмртна Република Македонија! Да живее Македонија!